Лека ноќ, вие сте на вашата омилена телевизија. А ова се вчерашни новости. Јас сум Јована, како и секогаш така и вечерва, до мене е мојот колега Петар. Токму така, Јована, а вие останете со нас и дознајте последни кои се новостите за вечерва. Нов вирус ја тресе Македонија. Зафатени сите што имале допир со документи. Лекарите смируваат, нема опасност од епидемија. Вчерашни последни дознаваат. Владата го објави ценовникот за демонстрации. Граѓаните ги облекоа опинците. Почна реализацијата на мегапроектот од град во село, да се вратат сакаат и спомениците. Вчерашни новости открива нова реформа во образованието, ножиците заиграа и во училиштата. Порака од звездите, ексклузивно пророштво на вчерашни, каква иднина ја очекува македонската младина. Искористете ги одличните услови за стекнување сопствен дом. Во промотивниот период до 30.9.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да џвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, џвакај, џвакај ти. Чунга лунга, Голема материјална штета е направена во Народната канцеларија на председателот Ѓорги Иванов. На терен изминатава недела беа проценители кои при пописот наведоа повеќе предмети од исклучително значење за државата. Јована? Точно така, колега, но освен предметите од државно значење недостигаат и лични спомени на председателот Иванов и неговата поблиска фамилија. При демолирањето на Народната канцеларија на председателот Иванов минатиот месец, направена е вкупна материјална штета од 15.000 евра. Надлежниот државен проценител направи попис на украдените и оштетени предмети. У канцеларијата недостигаат и неколку предмети со непроценлива вредност. Фале автопортрето на амбасадор у Бразил, дискографијата на Дадо Топик, плоча од Јуран Ѓуран, а единствено нешто што оставили у канцеларијата е саксија цвеќе од видо Ficus Presidенticus. На сигурносните камери фатени се повеќе мина млади луѓе како влеваат у канцеларијата. Вчерашни замолија го председателот да издвое неколку мина кои посебно се истакнале при влевањето у канцеларијата. Горди сме на сите тие млади луѓе кои носат победи за Македонија. Победите обединуваат. Гледате која еуфорија е кога имаме победа. По оваа обединувачка изјава на председател, младите хулигани може мирно да спијат. Откако зачестија инцидентите и активностите на така наречената шарена револуција, владата со новости и за демонстрантите се работи за фискална мерка со која, како што велат од ресорното министерство, некои работи конечно ќе се институционализираат, а со тоа ќе бидат појасни и за пошироката јавност. На иницијатива на председател Иванов, кој е идеен творец на шарената револуција, владата започна нов мегапроект за намалување на буџетскиот дефицит. Објави официјален ценовник за казни при протести. Нова фискална мерка која ќе ја спроведе од Министерството за внатрешни работи. Специјални полициски сили од единицата за односи со клиенти ќе ги прегледува снимките и лоцираат муштериите кои изразиле желба да го поддржат проектот. Според ценовнико, објавено службен весник, фрлање по објекти со 1 до 5 јајца ќе чини 150 евра. Боење објекти во основните бои ќе изнесува само 50 евра. А ако клиентот посака да прошара со целиот спектар на виношитото, цената е беззначајни 200 евра и куќен притвор до 10 дена.
На почетокот на протестите, кога бројот на клиенти е помал во така наречен happy hour или среќен часовник, законодавецот предвидел попуст од неверојатни 50%. Се со цел во тој период да се привлечат што поголем број клиенти, со што значително ќе се зголеми граѓанскиот придонес у буџетот. Најголем промет очекува се да се оствари од централната атракција, Триумфалната капија, која за таа цел беше прогласена за културно наследство и национално богатство. На оваа атрактивна локација, јајцата и бојата ќе чинат само 30% повеќе од редовната цена, односно 700 евра и 30 дена куќен притвор. Со реакција се јавија и контрпротестантите од општина Центар, видно незадоволни. Тие протестираа што ваков ценовник не постоеше во 2013 година, кога тие мирно протестираа, а не можеа да придонесат за благосостојбата на својата татковина. Со горчеливо чувство на граѓани од втор ред, тие побараа новите мерки да се преминуваат ретроактивно и доброволно доставија снимки до МВР, со надеж дека и тие ќе можат да ги остварат своите граѓански права, ме разбираш. Македонската јавност е вознемирена и во паника. По свинскиот грип, нилската треска, еболата и мерсот, граѓаните повторно на удар на нов непознат вирус. Матичните доктори се преплавени со пациенти. Деталите ги има Езерка Голубовска. Нов и непознат вирус се шири во државата. Предизвикува немир, несоница, депресија, душевна болка. Матичните се преплавени, но тие не може да најдат лек за оваа зараза која се заканува дека може да има епидемски размери. Според податоците, најголем број од пациентите кои ги зафатил оваа зараза се лица вработени во државната администрација и тоа во пониските ешалони. Имаат кошмари, сонуваат печати и потписи. Тие сведочат пред нашата камера. Дојдовме, не пратија во специјална установи, ние дојдовме тука мокрача и фецес да дадеме. Цела година министеров ни беше болен нешто, цела време несоница, така не можеше да спи, осеќал немир некој и ние мислевме нас нема не фати, ама него ете го му помина, а сега нас не фати, нас ни дое редот. А терапија примате ли? Терапија. Дали примате? Да, одам по овие митинзи од партија, од дом што се тут. Некако не помага. И Мислев на лекар дали одите? да, бев на лекар и таму ни рекол дека нема лек за нас. Лекарите кои што ги консултиравме тврдат дека се работи за сериозна вирусна инфекција која и покрај јасните симптоми досега не е позната на медицината. Се додека не ги добијат анализите од специјалната лабораторија, не сакаат да изведуваат заклучоци, но се сомневаат дека станува збор за специфичен синдром. Значи не треба сите да се страхуват и да се плашат од оваа болест. Тачно е да вирус постои, али нема опасност од да прерасте у епидемија, заради тоа што овој вирус ги зафача само овие што се лица од втори и трети ешалон. Најчесто се тоа лица кои што имале допир со документи, као што са архиварки, од шефици на комисии исто, од началници, директори на школи, на некои други овакво и од това. Иначе симптомите са, они имаат несаница, имат една нелагодност, една вознемиреност, се осеќата анксиозност, губат апетит и слично. Меѓутим, најизразен е тој што го имат еден страв, од затворен простор им се јавља некоја фобија. И то според мене е еден класичен синдром кој што се вика син аболицио инсомнија хроника, што уствари за вашите гледачи то значи несаница заради недостаток од аболицирање и това е. Познатите билкари тврдат дека имаат најдено решение за овој проблем и апелираат да се користат нивните искуства кои веќе биле применети и дале позитивни резултати. За спокојство, смирение и за враќање на насмевката, единствен лек е листот фикус. И покрај тоа што со помош на алтернативни методи на лечење на тест групата од првиот ешалон им е најден привремено адекватен лек од Светската здравствена организација, но и странските лекари од ЕУ и од НАТО сметаат дека овој тип на медикаменти не се на позитивната листа и бараат заболените од вирусот да бидат изолирани и да го прележат. Веќе една недела се обидуваме да ја вклучиме Езерка од пред владата. Мислам дека конечно проблемот е решен. Режија? Всеки кај да. Како изгледам?
Очигледно проблемот се уште не е решен, се извинуваме поради тоа, ќе пробаме уште еднаш подоцна да стапиме во контакт со СРК. Останете со нас. Реформите во образованието добиваат на интензитет, имајќи ги предвид модерните трендови и динамичниот начин на живот. Владата реши да го забрза начинот на кој ќе се одвива наставата, почнувајќи од предшколска возраст. За почеток се стартува со проект за адаптација на басните. Брзиот начин на живење кој го наметнуваат современите услови на стопанисување, во кои родителите имаат се помалку време за децата, ја наметна потребата за длабока реформа во образованието. Проектот за почеток предвидува кратење и адаптација на оригиналните басни. На пресконференцијата беше представена една од трансформираните басни. Си бил еден гавран и си седел на гранката со сиренце во уста. Харно, ама дошла лисицата и она сакала да му го лапне сиренцето. И земала еден камен и у глава му го заджиткала и гавранот туп на земја и она го земала сиренцето и си заминува. И кога се разбудил, гавранот рекол: "Хе, мајката, колку ја скратиле баснава." А лисицата му рекла: "Хе, Гавро, Гавро, ти изгледа не го знаеш новата басна што е за каменот." Каменот, знаеш од каде доаѓа? Од близко, не доаѓа од далеку. Каменот? Нараво учение, тамо каде што има камен што од близко доаѓа, ке го папаш. Италија останува во фокусот на македонските политичари по работната модна посета на Тодоров и Заев со свој осврт на културно-уметничкото богатство на чизмата. Или како што вели познатиот италијански евергрин "Лашата ми кантаре". За својата политика Груевски има отворена поддршка од една од највлијателните европратенички Маријана Петир. Вие како горд струмичанец, може ли да не кажете од кој истакнат европеец вие имате поддршка? Данте Алигиери, Франческо Петрарка, Джовани Бокаччо, Леонардо де Винчи, Микеланджело Буонарроти, Јакопо Тинторето, Джоакино Росини, Винченцо Белини, Джузепе Верди, Джакомо Пучини, Роберто Розелини, Виторио Де Сика и Лукино Висконти, Джузепе Верди, Джакомо Пучини, Роберто Розелини, Виторио Де Сика и Лукино Висконти се само дел од многуте великани. Благодарам. Но доста со политика, градежниците се жалат дека имаат проблем со бетонот. Тој тешко се стврднува. Да погледнеме. Ни бетонот веќе не е тоа што некогаш беше. Градежниците се жалат дека во последно време бетонот не се стврднува. Македонските познавачи на бетон тврдат дека направиле секако што треба, но бетонот сепак попуштил. Оваа појава се случува повтор пат во периодот само неколку месеци. На 24 април, кога бетонот за прв пат попушти, одговорните тврдеа дека за тоа се виновни внатрешни фактори од опозицијска провиненција. Но овој пат виновникот го бараат во надворешните атмосферски влијанија. Странските експерти немаат дилеми. Бетонот не фаќа за тоа што условите не се исполнети. Сметаат дека е потребно повеќе време за бетонот да стегне. Од ВМРО Бетон пак сметаат дека условите за стврднување се исполнети. Сепак доколку бетонот и овој пат попушти во интерес на државата, тие наместо бетон најавуваат дека ќе користат гипс картон. Почнаа да се чувствуваат првите резултати од најновиот мегапроект од град во село за нов почеток, кој го иницираше лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Вчерашни направи опсежна и детална анализа на предностите и маните на овој проект. Владата во обид да ги заживее клинички мртвите села, кои се во кома по долгата борба со миграцијата село-град. За враќање во село тие ќе добиваат по 6.000 евра и 2 години плата од 15.000 денари. Ќе понудиме исклучително поволен пакет на мерки и бенефиции, кои што ќе се состојат од парични средства за купување, изградба на нова или реконструкција на стара или веќе постоечка куќа на село. Граѓаните не го кријат задоволството што конечно ќе можат да се вратат на село.
Велат дека се среќни и со гордост ги покажуваат старите опинци за кои мислеле дека ќе им бидат само сувенир на едно убаво време. Се наоѓаме во станот на Блажо во градски ѕид, каде што тој по доаѓањето ги закачил своите опинци на клин и сега вели дека со големо задоволство ќе ги облече пак како горд селанец. Господине Блажо, како се чувствувате? Што да ти кажам, господјо, една среќа, една убавина, едно чувство што само може да ти посакам и ти да го осетиш. Значи, после 40 години животов дека у град и глумење граѓани, еве, јас пак ќе влезам у вие опинци, гледаш како сам ги светнал. Со ракија, со све, така да ти кажам, крајно време беше за тоа што вие бетон 40 години ме гуше вие бетон. Бетон? Баце, избори на 5 јуни, бетон! Баце, за друг бетон лафам, ај, иди тамо треби горизонт, нетко ме нервирај. Значи, чувството е... Можам да заклучам дека виновни за ова се, како да кажам, мерките на владата. Да, можеш да заклучеш, виновна е владата со неизините мерки, ама да ти кажам, едва и чекам да одам, сите ќе фанеме у тоа селото, ако сакаш и клучовете од станот ќе ти ги дам и станот да го заклучиш. Баце, Оризо е готов. Ке ми туриш ли за јадење, бе? Море, се лакни еден, нели те срам бе толка, стуртук ја ти турам за јадење. Ој тамо мајка ти нека ти тура, ајде. Ево, толкаво магаре, како ќе се навикне на живот у село, јас не може. Оти у град, израснат у град, ама се стајнеме ние. Мислите дека ќе се справите после толку време живење во град? Дали знаете дека нема амбуланти, нема школи, нема институции? Господ, па зошо ми амбуланта? Па тамо е здрав живот, тамо ваздухот е чист, па здрава храна. Па шо ке ми на мене асфалт, па зошо ја опинок да ставам пак? Шо ако нема асфалт, шо ако нема школи, еве јас сам пример. За мене животот е најголема школа. Децата шо завршија, а за внуците па нека му мисле после градоначалникот на Сиднеј кај ќе учат. Многу мала инвестиција. Дали ме разбирате? Само ќе туреш на тоа кучичето, танк одгоре гипс картонова и живот бе, убавина бе, господи. Да знаеш. Ви благодариме, господине Блажо. Нема зошто на мене да ми благодарите, и ти, и ја, и сите треба да сме му благодарни на премиеро за оваа мерка. Значи, премиере Емил Димитриев, Покрај оние кои ќе се вратат в село, задоволни си и граѓаните и ендемскиот вид стари скопјани. Тие благодарат на владата за овој реверзибилен проток на селани што ќе почнува да се случува. Здраво, драго ми е. Јас вака како еден стар скопјанец сакам да кажам дека многу ми се свиѓат овој проект. Конечно Скопје ќе му се врати на Скопјани. Едно урбано, градско јадро и Скопје од 90-тите години на сите драго се сеќаваме една симбиоза меѓу истокот, западот и нема и јас тоа сакам да го кажам и на како да речам урбана атмосфера која немаат поиќе Скопје стар тешки опинци да речам да го газат. Во рамки на владиниот мега проект се вклучија и општините кои на сите ергени што ќе се вратат во село ќе доделат ваучер од 500 евра за да стапат во брак. Општина Лозово им нуди на ергените музика за свадба и 100 евра за лепење и порачување на песни на музиката, додека од општина Чешиново Облешево најавија дека ќе имаат мерка со која на младенците ќе им понудат меден месец по принципот на размена. Така брачните парови од Облешево ќе можат да одат на меден месец во Чешиново и обратно. Вчерашни зеде кратка изјава и лично од градоначалникот на општина Лозово што тој мисли за мега проектот од град во село. Мислам дека на овој начин ќе се мотивират сите мажи над 40 години и девојки над 35 години кои нема склучено брак да си најдат сопруги, односно сопрузи. На изненадување на владата, мега проектот веднаш ги роди првите плодови. Имено Даме Груев, кој што замина на прослава по повод 113 годишнина од Смилевскиот конгрес во истоименото село, реши да не се врати на Скопскиот плоштад. Комити, драги, убаво е на плоштадот, но многу стана гужва, па се вратив на село. Да ја направиме фасадата, па ќе го земеме и гоцета. Ура! Ура! Вие се уште сте со вчерашни новости.
Така е, а вие по рекламите еве што нема да гледате. Ексклузивно открие на гробницата на Александар. Ерупција на вулкан во пробишти. Чудо во Сао Пауло. Македонија го победи Бразил. Искористете ги одличните услови за стекнување сопствен дом. Во промотивниот период до 39.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. Купувам во супермаркет, бидејќи можам да најдам се на едно место. Затоа и ова лето сакам да купувам во Супер агенција. Егејско, Јонско или Средоземно море. Грција, Турција или Шпанија. Хрватска, Црна Гора или Бугарија. Со задоволство, мојот избор е секогаш на едно место. Ја избирам Савана, мојата супер агенција. Телефон 3 115 826 или на веб savana.mk. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да џвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, џвакај, џвакај ти. Чунга лунга, лунга. И така полека доаѓаме до за мене најомилениот дел на вчерашни, нашето фенг шуј. Со нетрпение очекувам да видам какви се новите совети на Спиро. Јована, што мислиш, во која насока ќе не однесе раката на универзумот вечерва? Петар, како што би рекол нашиот Спиро, долга е раката на универзумот, а јас на тоа би додала, краток е патот до успехот. Уживајте! Добро вечер, драги гледачи. И вие, и јас, и сите ние се наоѓаме во рубриката Фенг шуј за народот. Сигурно се прашувате зошто сум облечен во црно и немам друг дел. Тоа е две причини. Од прва причина, машината на перење не работи на енергијата на универзумот, а од втора причина, во меѓувреме студиото за завеси Марија пропадна. Набрзо иде лето и сигурно сакате да ослабите, за да не ви се повтори дојран минатата година, кога бевте пријавени како насукан кит додека се случавте. Се што ви треба е еден фрижидер и еден зид. Сигурно дома имате фрижидер, а ако сте дома имате и зид. Има два начини за да го решиме вашиот проблем. Прво е пред фрижидерот да зазидате зид, а вториот е вратата на фрижидерот да ја поместите да гледа со фронталниот дел кон зидот. Подобро ќе биде ако имате поголем фрижидер од овој, ова е само за пример, затоа што ќе ви треба повеќе снага да го вратите пак за да го отворите. Така вие нема да го отворате фрижидерот и нема да внесувате калории кои ви прават гума за пливање. Може би ќе се обидете, но поради намалениот внес на калории ќе немате сила за тоа и евентуално ќе ослабите. За ова и за другите проблеми можете да ме пишете на мојот мејл spiroenergia69@yahoo.com и се гледаме наредната недела, а до тогаш запаметете, долга е раката на универзумот. А за тоа каква е перспективата на младите во Македонија и што им порачуваат звездите? Низ тајните на успехот не носи нашиот специјален известувач за YouTube Тошо. Ти имаш мака? Па знам за... Што е прамнала? Држи ја. Вака сакаш да држам или... До 45 години ќе бидеш сиромашен. Без пари и без работа. А после? А после
Ке се навикнеш. Одиме повторно со Езерка. Дали се слушаме? Не можам се кочам, сакаш. Те ми е... се возбудувам. Као чекам бага, као 100 години ми изгледа. А ради него или? Што? Ради него се, мислам, што е проблема? Ај, зашо? Што имате нешто правено? Ај се. Езерка? Не правиш глупост. Добра ли си Злата? Не можам гласот, му го сањам гласот, сакаш. Но немам чуено нешто такво да се уживам. А и убав е, не е само паметен. Не да е убав. А сега, како и секогаш на крајот од новостите, да ја проследиме временската прогноза, испеана од нашиот дежурен синоптичар. Се извинуваме за ова недоразбирање, но во моментов ни пристигна телеграма од нашиот Симе Временски во која се вели, цитирам: Јас, Симе Временски, стоп. Нема да дојдам на ова метео, стоп. Користам бенефиции, стоп. На бања сум без пари, стоп. Го утна викендот, стоп. За возот ќе си платам, стоп. Извинете фанови, стоп. Се гледаме, стоп. За појаснување на гледачите на вчерашни, Симе најверојатно го фатил последниот воз за на кај бања. Го чекаме следната недела со истоимената песна за времето. Тоа беше се во овие вчерашни новости. Искористете ги умно последните часови од викендот. А со нас се гледат и наредната недела во 19:10. Дознајте последни и бидете на чекор за сите. Добар ден. Добар ден.